Во однос на потребата од зголеми капацитети се согласувам, бројките го покажуваат. Секој крај на август, почеток на септември имаме негде околу 70 деца кои чекаат. Значи тоа покажува на бројка 70, немаме можност да ги сместиме се на листата на чекање. Што преземаме како општина? Сега ќе аплицираме со доградба на детската градинка Сончогледи и се надеваме дека ќе ни биде одобрен проектот. Таму ќе имаме со доградба на нови простори во веќе постоечка детска градинка, можност за сместување на 100 деца. Меѓутоа, тука не завршуваме. Имаме проблем околу урбаничкиот план, предвидено е нова детска градинка во блок број 7. Тоа е на делот кај новата населба Сарменинска мала, кажано кај нас, во терминологијата на тие што ја познаваат општина Гевгелија, и таму е планирано изградба на нова детска градинка. Лобираме, жуткаме планот побрзо да се донесе и сметаме дека со изградба на нова детска градинка за наредните 10 до 15 години Гевгелија, значи ќе го има решено комплетно проблемот со згрижување на најмладите. Но во однос на вториот дел, општина Гевгелија има дисперзирано детски градинки, значи имаме во градот 3, имаме централна детска градинка, Цветови и Сончогледи, и имаме дисперзирано во Негорци, поголемо село, и имаме дисперзирано во Миравци. Чекаме дозвола и во Богородица, а чекаме дозвола за ново изградена детска градинка во Прдејци, се наоѓа во училишниот двор заедно со основното училиште, и чекаме дозвола од Министерството за образование. И само што ова да го додадам, отворивме за прв пат детски јасли во Негорци. Значи за најмалите кои до сега идеа во Гевгелија. Направивме група за детски јасли во Негорци.